во Средното општинско училиште Орде Чопела се реализира отворен ден во соработка со општина Прилеп, се со цел 9 оделенците, нивните наставници и родители поблиску да се запознаат со стручното образование кое носи поголеми бенефити за младите и економијата во земјата. Оваа година во Средното општинско училиште Орде Чопела по конкурс ќе се запишат 9 паралелки, од кои 3 дуални, и тоа прехранбен техничар, пекар и месопреработувач и агротехничар, односно агротехничар за традиционално и органско производство. Учениците кои што ќе се запишат во овие паралелки ќе добиваат стипендија во месечен износ од 3500 денари 9 месеци во годината, но обезбедуваме стипендија и за останатите ученици кои ќе се запишат во останатите паралелки од сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство и сектор градежништво и геодезија. Оваа година пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со 2 пријавувања, и тоа 20 и 21 јуни и 27 и 28 јуни. За учениците кои што доаѓаат надвор од општина Прилеп, обезбедено е бесплатно сместување во ученичкиот дом Орде Чопела, со кој ние како училиште имаме безпрекорна соработка. По завршувањето на образованието во нашето училиште, на учениците им се овозможува брзо и квалитетно вработување, а на компаниите квалитетен кадар со кој ќе зголемат нивната продуктивност. За крај ќе кажем дека образованието е најмоќното оружје што можете да го употребите за да го промените светот. Затоа, драги 9 оделенци, запишете се во Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Па за ночарите многу ми се допадна. Даже ме интереси беа за ночари сум се прави и па нешто друго така. Сметаш дека што би можела да бидеш ако го завршиш ова стручно училиште? Па за докторка сакам да бидам, за очна оптика. Па да им помагам на луѓето за очи, за така за ночари да им правим така. Би ги избрала ли Средното општинско училиште Орде Чопела за твоето образование? Да, би избрала. Премногу убава и премногу е големо, преубава. И така. Ти од кај ни доаѓаш? Од кој? Од Дебраште, од Алифет и Хокеар. Да, од истото училиште идем. Кај сте денеска, што разгледавте, што например тебе ти се допадна? Мене ми се допадна најмногу што пекарата и имаше интересни работи и може да запишам во тоа. Има школа многу убаво и тоа. Се гледаш како пекар, како нешто така? Па така нешто се гледам, ја мерак за тие работи. Затоа. Има перспектива да се стани пекар? Па може. Доаѓам од училиштето, основното училиште Алифет Хокеар и стварно училиштето многу ми се допадна. Најмногу ми се допадна за тука што се за тие хемија, тие што беа како за испитување. И останатите се интересни, но повеќе за хемијата и искрено ми се допадна, да. Кажа колку бодови од прилика треба да се има за да се запишеш на тој смер и ни објаснуваа некои работи во врска со тоа што сакаме да се запишиме. Зошто хемијата ја избра? Па не знам, ме привлекува. Сакам да истражувам едноставно, да. Значи мора внимателно да се пристапи кон животното, да се прегледа и врз основа на тие податоци да се утврди која е причината за болеста. На тој начин ние практично ги оспособуваме учениците да бидат добри практичари во ова наше училиште. Ученичките ќе ви демонстрираат преглед на животно. Прегледот на животното мора да биде мора прво да пристапиме полека, смирено, нежно, за да не го исплашиме животното. Потоа, прегледот прво почнуваме со главата, се прегледува прво главата, очите, слузниците, па потоа го проверуваме пулсот, чувањето на срцето, дишањето
Така, така. Температурата што е многу битна при самиот преглед и како што кажав, бидејќи животните да не бидат при прегледот вознемирени, мора внимателно да се пристапи. Сега ќе ви демонстрираме, ова се вика стетоскоп, со кој што ние можеме да определиме работа на срце, дишење и така натаму. Сега ќе ви демонстрираме преглед еден клинички на животно. Еве, заедно со ученичките, кој беше кој сака да... Ајде, дојди. Како се викаште? Пемпе. Ајде, Пемпе, дојди. Значи, ќе дојдиш од оваа страна. Ете така. И со овој стетоскоп на уши ќе го ставиш. Овие се мембрани, за да си сигурна од каде е прегледот. Ќе добро се слуша, така. И со овој дел ќе ти каже сега Киара кај треба да го слушнеш срцето. Ето така. Сврти го само. Ето, со другата страна. Другата. Малку понапред. И внимателно, тивко. Се слуша? Тъп, брзо, така? Ето тоа. И ова треба да го слушнеме во 1 минута. Врз основа на тоа. Треба да ги знаеме кои се нормалните вредности на работата на срцето и ако е се во ред, значи е здраво животното. Ако не, после треба да продолжиме со преглед. Одиме кон дишењето од оваа страна. Ето тука, градниот кош. Слуша? Ето така. Тоа е. Техничар по ветеринарна медицина, оваа квалификација е една благородна професија која што каде што нашите ученици теоретски и практично се оспособуваат како да пристапат кон животното, како да го прегледаат, како да дадат соодветна терапија и да асистираат при различни интервенции. Во нашата ветеринарна амбуланта е обавуваме практичната настава, меѓутоа и во ветеринарните амбуланти во градот, при теренска настава, каде што учениците имаат можност да се запознаат со пристапот, прегледот на малите животни, домашните миреленици, меѓутоа и големата пракса, односно големите животни. Тоа е една благородна професија која што им нуди на учениците понатамошно во нивната определување за оваа професија да работат како техничари по ветеринарна медицина во некоја ветеринарните амбуланти, да отворат свој секакој сопствен бизнис, да работат во местната млечната индустрија, бидејќи тоа е полето на работа на ветеринарот, а исто така да го продолжат своето образование и да станат доктори по ветеринарна медицина на некои од факултетите по ветеринарна медицина во нашата држава. Јас сум Киара Валеска, ученик во Средното општинско училиште Орде Чопела и сум запишана техничар по ветеринарна медицина. Се го одбрав овај смер затоа што многу ги сакам животните, сакам да им помагам, многу интересна струка, многу сум задоволна од практичната настава, од условите кои во училиште ги има и сето тоа. Благодарам. Јас сум Ангела Јованова, исто така запишана во Средното училиште Орде Чопела. Исто така сум и јас техничар по ветеринарна медицина. Јас многу ги сакам животните, од мала многу сум ова сакав да го работам. Мислам, во иднина би сакала да отворам моја ветеринарна амбуланта и да напредувам со струката. Ние сме премногу задоволни до условите од овде и за 5 години сакам да се врзиме со наша ветеринарна амбуланта и да бидеме ветеринарни доктори. Собствен бизнес. Да. Јас сум Ивона Спирковска, се запишав овде така ветеринар со желба да ги направам сите животни да се чувствуваат се подобро. Така со текот на животот го стекнав тоа како љубов. Во иднина се гледам како успешен ветеринар овде во Македонија. Со цел да го зголемиме бројот на ветеринари.
Денес имаме отворен ден, ги примаме сите 9 одделенци, зборуваме за секторот и квалификациите кои што нашиот сектор ги содржи. Тоа е секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство. Имаме повеќе квалификации или профили како порано ги нарекувавме, тоа се техничар за агроменеджмент, техничар за фитомедицина, агротехничар и агротехничар за органско и традиционално производство, што за прв пат оваа година ни е поведено во нашето училиште. И тоа се тие 3 квалификации, односно 4, за кои што имаме и дуални паралелки и нашите ученици кои што од 1 септември ќе бидат дел од нашето образование овде во Средното општинско училиште Орде Чопела, ќе добиваат 3.500 денари месечен износ во рок од 9 месеци, колку што е времетрењето на учебната година. Зошто би се запишале за кај нас нашиве, односно учениците или 9 одделенците? Затоа што освен теоретското знаење кој што ќе добијат во текот на 4 работни дена, 5 односно 1 работен ден одвојуваме за практичната настава. Соработуваме со Институтот за тутун, со тутунскиот комбинат, Агроинвест и сите земјоделски аптеки низ градов, односно склучуваме договори со сите земјоделски фирми кои што се спремни да го понудат своето работење на увид на нашите ученици кои што би ги стекнале своите практични вештини. Вештините се тие на кои што обрнуваме исклучително внимание во нашето училиште и кои што учениците ги изразуваат било преку практичната настава, било преку дел од надпреварите во кои што учествуваме секоја година. Тоа е земјоделскиот државен надпревар, Масум, проектите во кои што учествуваат, тоа се Еразмус плюс проектите, Глобе програмата, се грижиме за животната средина и настојуваме секогаш да дојдат во израз нивните споредни карактеристики кои што го надополнуваат карактерот како дете, односно како ученик. Многу ни е важно стручното усовршување, обрнуваме особено внимание на практичниот дел и сакаме и тоа го реализираме да нашите ученици со завршено 4-то средно образование, 4-годишно средно образование, да бидат способени да го работат она за што учат, бидејќи пазарот на трудот е доста пробирлив и овие наши квалификации сметаме дека и тоа како се барани. Нашите ученици можат веднаш да почнат со работа во земјоделска аптека, веднаш да почнат со работа во ветеринарна амбуланта, во смисла да си ги покажат своите знаења и своите вештини. Добар ден, јас сум Билјан Демировски, кој што учам во сферот фитомедицина. Тоа е за земјоделска аптека, кој што ние пред да се запишиме, го отворивме смерот, предходно го немаше пред 4 години. Ние го започнавме и мене многу сферов ми се свиѓа, zato беше од факултет. Само што се запишавме тука, значи со истиот смер можеме и да продолжиме. Имаме 23 кои што ќе продолжуваме на истиот смер на факултет, плюс во училиште запознавме многу работи, се здруживме со многу пријатели, најдобри професори кои што не изучија да освојам. Тоест јас лично освојам второ место за калемење заедно со менторот и училиштето е топ. Што би им препорачал на оние кои што денеска се во посета на училиштето 9 одделенци? Да дојдат да се запишат, оти тука е предобро, премирно тоа. Јас сум Ангела Петреска, професор по стручни предмети во секторот техничар за очна оптика. Она што можам да го кажам што е најбитно за овој сектор е дека учениците овде изучуваат дел од медицината, меѓутоа го изучуваат окото конкретно од медицински аспект, но и од технички аспект. Она од медицински аспект подразбира значи медицински предмети како анатомија, анатомска и физиолошка градба на окото, болести на окото, но техничкиот аспект подразбира практична настава која се изведува дел во нашите лаборатории, дел во оптиките на нашиот град, дури и болницата во нашиот град. Доста барана струка е, се работи за струка која постојано има интерес.
Она што учениците после завршувањето со оваа диплома може да отворат свој бизнис, да бидат газдина оптика или пак да се вработат во некој од оптиките, но она што за оние кои сакат повеќе да учат, нормално може да го продолжат образованието на медицинските факултети, кој веќе е сроден дел сегмент од оваа струка. Што понатаму ти си гледаш? Дали ќе отвориш свој бизнис или пак би сакала да продолжиш на медицинска факултета? Јас лично се запишав затоа што е многу чиста работа, без допир со секакви бактерии било што. И затоа што дипломата важи без факултет, важи за во странство, важи за овде. За во иднина сакам и факултет, сакам и свој бизнис. Се уште не си одлична. Да. Колку си задоволна од она што училиштето, професорите го нудат во однос на тој практичниот дел, бидејќи наистина е многу важно да се знае што после и што сме научиле, не само теорија, туку и практична. Практичната настава е доста напредна, со напредни машини и се останато, плюс и практичната настава што се изведува во оптиките, се собира доста знаење. Во секторот градежништво и геодезија имаме 3 образовни профили, тоа се профилите геодетски техничар, архитектонски техничар и градежен техничар. Во сите овие профили нашите ученици стекнуваат добри теоретски знаења кои понатаму ги применуваат за време на практичната настава. Можеме да се пофалиме дека во училиштето располагаме со најсовремени инструменти за практична настава и исто така нашите ученици во текот на летниот период и во текот на учебната година одат на пракса во приватните геодетски и градежни компании. Она што е важно за оваа струка е тоа што е доста дефицитарна и има голема побарувачка во нашата држава за овај кадар и поради тоа Министерството за образование и наука ги стипендира учениците кои ќе се запишат во профилите од оваа струка со 3500 денари секој месец во текот на учебната година. Во текот на годината изучуваме практични работи кои за време на часот ги реализираме со геодетските инструменти. Значи дека одите на терен? Да. И вршиме најразлични мерења. Каде се гледаш себе си по завршувањето на 4-годишното образование? Дали би продолжила на факултет или нешто приватно? Да, би продолжила и мислам да продолжам приватно. Работуваме со професорите, ни кажуваат како да мериме, како да ги поставуваме лентите и друго. Се гледаш себе си како што? Се гледам себе си како градежен техничар или геодет? Се гледам како геодет и мислам дека ќе одам понатаму со ова. Во Средното општинско училиште овде Чопела Прилеп имаме и сектор, односно квалификација во секторот здравство и социјална заштита, медицински, лабораториско-санитарен техничар. Учениците во 4-годишното образование се стекнуваат со повеќе стручни предмети, се образуваат од стручните предмети, има теоретска и практична настава кои што изведуваат и во нашето училиште дел во прва и втора година, а понатаму одат во биохемиските лаборатории. По завршувањето на 4-годишното образование може да се вработат во било која биохемиска лабораторија од здравствениот сектор, како например во болница, во приватни поликлиники, во медицински центри, клиники и така натаму. Здраво, јас сум Георгина Стојановска.
Во ова училиште јас се запишав искрено дека во основно ми одеше многу биологија и имав голема желба да изучувам некои медицински струки, тоест предмети кои понатаму би ми помогнале да се запишам нешто поврзано со медицина. И како што очекував, нели, се соочив овде со различни предмети како што се патологија, микробиологија, анатомија и физиологија, латински нели потребен ни е на нас медицинарите, аналитичка хемија, која имаме вежби, пракса, исто така имаме и микробиологија, вежби кои се по 4 часа во неделата. Аналитичка хемија имаме различни работи, различни анализи кои ги правиме, пример сега во втора година титрација правиме и многу интересно е. Јас искрено среќна сум и задоволна што го избрав ова струка. Пред се би кажала, како што кажав јас, доколку се интересираат, многу е потребно да имаат желба, нели, пред се, доколку им се допадне овој смер, јас би му препорачала да се запишат, бидејќи овде е многу интересно, имаме големи можности, имаме прекрасна лабораторија, обезбедена, професионално се работи, би се стекнале со многу големо искуство, кое не само овде на училиште би имале, да рече, би го стегнале, туку би му се нашло и во приватниот живот. Пример, јас на моите баби и дедовци му мерам притисок, пример анализа, крвната анализа, му ги читам резултатите. Секторот хемија и технологија нуди широк спектар на образовни профили, каде идните 9 одделенци можат да се запишат. Станува збор за хемиско-лабораториски техничар, прехранбен техничар со 4-годишно образование и уште 2 други профили со 3-годишно образование, а тоа се пекар и преработувач на месни производи. Имено, како за сите споменати ученици, така и останатите ученици во рамките на училиштето кои го изучуваат предметот хемија, практичниот дел го изведуваат тука во лабораторијата. Се наоѓаме во лабораторијата во која се изведува анализа на храна, претежно, и тука учениците се она што како теоретска настава и учење го стекнале во рамките на часовите, практично го спроведуваат во лабораторијата. Имено, учениците се вклучени во различни активности. Тие активности опфаќаат делови во кои, например, како например денес нашите ученици се вклучени во една работилница. Работилницата се однесува за реупотреба на биоотпад, а е под покровителство на УНИЦЕФ и ја спроведува РЕЦ именно покрај овие две институции во соработка и со Центарот за средно стручно образование. Домајќини сме на ученици од нашиот регион, во кој се вклучени ученици од Ресен и од Битола, а со акцент на учениците од струката хемија и технологија и од земјоделско-ветеринарната струка, заради тоа што главна цел е отпадот, едните во делот на нивна, како што гледате тука, на нивна употреба и реупотреба во рамките на лабораторијата, а другите како создаватели, како оние кои продуцираат најмногу биоотпад. Јас сум Андреја Алексовска од смерот хемиски лабораториски техничар и јас лично некако ме привлече смеров така кога дојдов исто на отворениот ден и кога ги разгледав условите во ова училиште, едноставно ме привлече таа енергија која имаат професорите, условите, приборот, тие различни бои на, да речем, раствори. Лично не бев заинтересирана толку за хемијата во основно образование,
но кога видов, да речам, што се работи практично, се заинтересирав и се пронајдов во тоа. Лично сакам да продолжам понатаму со смерот, во кој хемиски лабораториски техничар, исто така во секоја лабораторија можам да работам, па дури и во медицината. Така да им препорачувам на сите 9 оделенци кои сакаат да се запишат во ова училиште, топли препораки за сите смерови, така и за мојот, лично со моје искуство. Нормално, секој треба да си се пронајди во нештото, не можеме сите во исто да бидеме заинтересирани или за исти работи да сакаме, така да секој треба да си се пронајди и да си одлучи самиот за себе. Ми кажеш однос на Еразмус програмата, дали досега си учествувала и колку ти донесе некои нови интересни информации? Да, имам учествувано во Еразмус плюс проектот. Имаше размена на ученици, тоест се заполна со доста ученици од други држави. Да речем, воспоставив комуникација со нив, разговарав за нивните училишта, нивните услови за нашите училишта. Едноставно стекнав нови искуства, нови комуникативни, да речем, способности, запознавање и видов различни, да речем, луѓе. Тука завршив во средното училиште Орде Чопела како ветеринарен техничар после моето студирање во Скопје. Моментално сега после студирањето сум вработен и работам. Многу е битно да се запишуваат младите на земјоделски струки, зашто самата наша држава има голем подем во самото земјоделство и потребно е да се развива земјоделството, зашто тоа е производство на храна и за самото општество. Ова е нашата реална училишна компанија Детелинка, каде учениците од прехранбен техничар и пекар изведуваат практична настава повеќе денови во неделата. Зошто да се определите за овој профил? Многу часови практична настава се излегува од училишните клупи, од теоретската настава и знаењата од теорија може да ги примените тука во една релаксирана атмосфера на меѓустепно дружење и соработка, каде се научуваат најразлични вештини и знаења што понатаму се виза за животот. Учениците излегуваат како готов производ кој што може да ги применат своите знаења отварајќи сопствен бизнис, значи да конкурираат на пазарот на трудот или пак да продолжат понатаму во високите школи со знаењата што ги добиле. Пекарот. Зошто пекар? Па пекарот е еден дефицитарен кадар во нашата земја, значи најмногу се бараат месачи, печачи да речам, и пекари, најплатен, некаде, мислам, најплатените занаети во смисла, ако одат надвор од државата, борекџиите се едни од најплатените професии, може да се обстора собствен бизнис без големи инвестиции, да си вработат и други луѓе, значи друг кадар, или пак да работат негде и да ги покажат своите знаења. Имаме добра соработка со бизнис секторот, посебно со приватните пекари, Антомо, Стара Фурна, пекара Лида, пекара Маја. Значи добра соработка кај што децата одат на практична настава или пак многу пати имаме некои заеднички активности, да можат децата да опипаат како е реалниот свет, да речам, пекарството во реални услови. Со големите фирми исто така имаме соработка, значи часовите по практична настава, посебно дуалното образование, го нуди тоа да поголем дел од наставата се изведува по фирми, по Витаминка, да речем во Трио, во Донија, или по пекарите, млекара Софија, млекара Мики и така натаму. Се надеваме дека ќе биде еден избор, ќе биде нашето училиште и нашите профили за
идните ученици. Ги покануваме да дојдат, да се запишат во нашето училиште, затоа што е нешто, оние услови што ги нудиме, ги нема никаде во други училишта, да наречам во Македонија, вака опремена пекара, значи опремена од 2005 од УСЕИД, значи со сета опрема, со сета можна опрема и сето на услуга на учениците. Ние како професори сме тука како кадар да ги водиме низ тој процес, а исто така профили кои што се последниве години финансирани, значи имаат децата и стипендија земаат, добра стипендија, некаде од 3000 денари, малку како мотив да се запишат во нашето училиште.